Благодарам, председателе. Не планирав да се јавам за реплика, меѓутоа бидејќи бев спомнат. Вака, се согласувам дека да, треба да се бориме против заедничкиот непријател, така е. Меѓутоа, кој е тој непријател? Ми спомнувате војска, спомнувате полиција во делот на борбата со ковид. Ајде малку да бидеме сериозни, луѓе. Значи, борбата со ковид треба да ја прават лекари. Треба да ја прават капацитети здравствени. Тоа значи, ако веќе ја вклучувате армијата, требаше да се направат оние стационари што постоеја во армијата. Да се вратат во функција. Во секој гарнизон ги имавме. Па да се растеретеше здравствениот систем. Тоа е функцијата. И така требаше да се оди. А не да бидат војниците чувари. Тоа што го кажувате, јас многу добро разбирам кој има право да нареди и врз основа на кој закон. И многу ми е јасно на мене тоа како оди. Проблемот е следен. Се прави преседан. Не може униформирано воено лице да биде на улиците, како што е сега. Зошто ова го кажувам? Затоа што сме демократија. И тоа мора така да остане. Сетете се, во 2001 година ние немавме војници на улиците. Жал ми е што тоа ќе го споменам. Меѓутоа, во 2001 година немавме војници на улиците. А сега имаме. И ова може да биде искористено како преседан и може да го користи било која една влада. И било кој еден председател. Ако сакаме да правиме демократија, треба да се однесуваме по демократските стандарди. Толку. Благодарам.